Почитуван председателе, почитувани колеги, почитуван народен правобранител, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред кој имаме правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во стручната служба, тимот на Националниот превентивен механизам, посебните оделенија и канцелариите на народниот правобранител. Една ваква важна институција која што сите заедно треба, надминувајќи ги секојдневните политички случувања и препукувања, мораме да се усогласиме во однос на унапредување на состојбите во една ваква важна институција, бидејќи секој еден од нас зависи во еден дел понекогаш во однос на нивното постапување. Затоа од старт секогаш повторуваме и кажуваме дека во делот на материјално-финансиското работење нема да ги разгледуваме извештаите во делот за подобрување на овие услови, за да можат истите поефикасно да работат она што им е согласно закон и устав дадено, за да макар еден случај на устварување на одредено право на граѓаните допринесат дополнително од она што го имат сработено, е добробит за секој еден од нас. Тоа значи секој може да се најде во однос на постапувањето на оваа институција и затоа мораме заеднички да пристапиме кон подобрување на условите за работа и секако и кадровски до екипирање на оваа институција, за да граѓаните ги почувствуваат бенефитите од нивното работење, бидејќи тие со нивните интервенции најчесто допринесуваат за остварување на правата на граѓаните, бидејќи во институциите и установите имаме многу процедури кои што се прекрашуваат, многу права на граѓаните кои што се загрозени, а токму народниот правобранител е институцијата која што им ги заштитува правата, односно ги советува и ги става на прав пат како истите да ги остварат своите права. Исто така интервенира во однос и на законските регулативи, за да може да се подобрат сите овие состојби во кои што се наоѓаат самите институции. За жал, имаме многу проблеми во функционирањето на целокупниот систем на државната управа. Денес разговараме во однос на предлог на систематизацијата за зголемување на бројот на извршители. Морам да потенцирам дека во една соработка со народниот правобранител на комисијата по укажување од страна на пратениците кои што сме во комисијата од опозицијата, имавме недоразбирање во однос на едно работно место. Исто така од страна на народниот правобранител беше соодветно прифатено, истиот предлог беше вратен и доставен нов предлог за кој што вчера исто така разговаравме и се усогласивме дека е потребно да биде поддржан и истиот да биде ставен во функција. Со ова сакам да потенцирам дека имаме одредени позитивни примери кога имаме разбирање взаемно помеѓу институциите и собранието во однос на постапувањето, запазување на процедурите и секако запазување на сето она што треба да биде во склоп на законите и Уставот на Република Македонија. Во однос на конкретното работно место имавме забелешки, истото во доставениот дополнително нов предлог е отстранета оваа констатација и затоа сакам да потенцирам, доколку сите носители на извршната власт, иако тоа е посебен орган, се осврнат на начин да има комуникација и да сакат да работат во интерес на граѓаните, можат да најдат начини како сите овие постапки да ги подобриме, да ги поедноставиме и граѓаните многу полесно да ги остварат своите права кои што им следуваат согласно закон и устав. Затоа уште еднаш потенцирам како позитивен пример на прифаќање на соодветни мислења, односно на логични мислења и ставови кои што ги даваме како предлози, а секако сето тоа во согласност со конструктивните забелешки кои што беа дадени во однос на описот и пописот на работните места и задачите кои што им следуваат на овие вработени во оваа институција, за да можеме да ги подобриме условите таму. Уште еднаш го поздравувам овој чекор на разбирање, но институцијата Народниот правобранител е многу важна институција, бидејќи од самиот извештај кој што дополнително ќе го разгледуваме се отсликува секоја клетка каде што во општеството каде што не функционира системот. Затоа
Заеднички мораме да им дадеме поддршка секогаш кога им е потребна, за да имаме релевантни и навремени информации каде во општеството имаме застој, односно каде во институциите имаме проблеми, за да истите бидат надминати, секако и со проактивна улога на самите правобранители, на сите оние чинители кои што можат да допринесат и во однос на измена и на законската регулатива, бидејќи од секојдневните контакти и проблемите кои што се соочуваат граѓаните, најмногу можеме да видиме кои места, односно кои институции се оние кои што затајуваат и граѓаните не можат да ги остварат своите права. Од овде сакам да потенцирам дека во однос на доставените извештаи од страна на правобранителот, кој допрва ќе го разгледуваме, имаме соодветни релевантни показатели како понатаму да постапуваме, а за да тоа биде уште еден чекор подобро, сметам дека треба истите да бидат комплетирани и во однос и на материјално-финансиското работење и на кадровото работење, односно кадровите капацитети, за да истите ги остварат своите надлежности и обврски кои што им се дадени. Конкретно, во однос на местото за кое што зборувавме, во дел од 4 во опис на работните места во Народниот правобранител, оделение за финансиски прашања, работно место подреден број 67, државен советник за финансиски прашања во делот посебни услови, зборовите организацијски науки и управување, менеджмент се заменуваат со зборовите економски науки. Ова го потенцирав и на самата комисија, тоа е пример дека да, мораме да поддржиме вакви измени, бидејќи е во склопот на самото опис и попис на работни места, односно е во склопот на претходно воспоставените права и обврски на овие вработени. Другото работно место каде што имавме забелешка се однесуваше на делот во тимот на Националниот превентивен механизам на работното место под број 61, каде што државен советник за превенција од тортура и друг вид на свирепо нечовечко постапување и казнување, во дадениот предлог се заменуваат бројот на извршители од 1 со 2, што е во ред. Претходно имавме несоодветно совпаѓање на звањата, односно на менување на професиите кои се потребни од фундаментални медицински науки се заменуваат со зборовите наука на книжевност, што сметавме дека истото е несоодветно и за ова имавме разбирање од страна на Народниот правобранител. Уште еднаш ве повикувам секогаш да излеземе во пресрет на оваа институција, но за возврат да добиваме соодветни извештаи во однос на сите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните, и ова ќе ни биде едно огледало како да постапуваме и ние како народни избраници и да ги таргетираме проблемите каде што граѓаните имаат најчесто застој и неможност да ги остварат своите права. Ви благодарам.